Мартина Додевска, млада и надежна авторка која продира длабоко во сршта на нештата, направи промоција на второто издание на незината прва книга Гласови, овој пат насловена Шепоти во бездната. Мартина дипломирала психологија. Живее и работи во Франција, а инспирацијата ја нашла токму во незината професионална определба – психологијата, луѓето, нивните проблеми и решенија. Денеска ќе правиме промоција на второто издание на мојата прва книга. Значи, оваа книга се работи за поделена во два дела. Значи, во првиот дел е првото издание на книгата, кое што се нарекуваше The Voices и ги содржуваше само приказните на луѓето кои што јас ги сретнав за време на мојата работа во менталните институции, кога бев студент. Второто издание е со продолжение, значи со еден втор дел. Во вториот дел имаме анализа на карактери, психолошки анализа на карактери во приказните во првиот дел. И може да кажам дека оваа книга е достапна за сите читатели, не е стручна книга, туку е книга од едукативен карактер. Книгата почнав да ја пишувам спонтано, некаде кога имав 18-19 години, баш кога започнав со студиите. Инспирација беше самото тоа што бев веќе влезена во целиот домен на психологија и поминував време многу во тие институции со пациенти, односно некои се пациенти со значителни потешкоти, а некои луѓе кои што одат на советување. Можам да кажам дека нивните приказни всушност беа моја инспирација. Табуата, предрасудите и неприфаќањето на оние кои имаат психолошки проблеми ја поттикнало Додевска да направи нешто со што ќе пренесе важна порака. Всушност тоа е целта на мојата книга, затоа што и јас како млада личност кога раснев и кога ги слушав луѓето кои зборуваат за луѓе со потешкоти, всушност забележав дека немаме јасна слика за какви луѓе станува збор. И со текот на времето сватив дека тоа не се луѓе кои што се поразлични од ниту еден од нас, туку тоа се луѓе кои што едноставно имаат некоја посебна животна приказна и нивната животна приказна не е слушната, не е разберена и тие едноставно имаат побарано помош, додека многу од нас немаат побарано помош, например, за одредени работи во животот. Тие не се ништо поразлични од било кој од нас. Основната порака е да разбереме дека секој од нас може да помине низ тежок период и дека никогаш не е сам, дека секогаш може да побара поддршка од луѓето околу него. Да не се бори сам со сите потешкоти кои доаѓаат, затоа што многу често тоа завршува со многу тешки и сериозни последици, само затоа што немаме никој покрај себе. Пишувањето и од друга страна читањето, слично како и музиката, е универзален лек за се. И Мартина го препорачува секому. Како писател можам да кажам дека премногу, затоа што ние всушност сите имаме еден внатрешен свет во нас и пишувањето ни помага да го изнесеме тоа надвор. Некои луѓе тоа го пренесуваат преку музика, некои преку пишување, некои преку глумење, значи едноставно уметноста служи за тоа. И пишувањето можам да кажам дека е една многу добра, дури психолошка метода за да излезе тоа од нас. Можам да кажам дека мој жанр специфично е психолошки реализам, така што мислам дека ќе останам во тој домен. Сепак, следниот проект на кој веќе работам е на македонски јазик и се надевам дека наскоро ќе имаме прилика да направиме една промоција за тој дел. Книгата на Мартина Додевска може да се најде во книжарниците на Матица во Скопје и онлайн на martinadodevska.org.